сега е веќе време да ја најавиме и поздравиме. Друг пат ќе наздравиме за Ксенија Николова, иако има повод за наздравување со оглед на тоа што овде денес во нашата утринска телевизиски ќе ја промовира нејзината најнова книга. Ксенија, добро утро. Добро утро. Добро ни дојде. Добро ве најдов. Знам дека ќе зборувате се за книгата, но сакам да те прашам со оглед на тоа што се состои од 201 цитат, така? Да. Кој цитат би ни го одбрала вака за убав почеток на денот? Ох, навистина не знам, тие се... Јас сутринава, например, го цитирав, дека размислуваш, го цитирав Ганди, да. Но еве во иднина, може би тебе ќе те цитираме. Може би мене некој од овие цитати. Па сите се некако различни, а заедно прават еден мозаик, ја што сакам да кажам, мозаикот на животот, така што мислам дека во секој од цитатите по ништо за себе ќе најдеме. Не би можела сега вака напамет да издвојам. Добро, важно ние со нив ќе се пополниме 201 утринска емисија. Така, и пак им се навраќате, и пак. Честитки. Многу се не поведете. Ксенија, добро утро, еве и од мене. Искра веќе кажа, ова утро ќе правиме телевизиска промоција на твојата најнова книга, 8 поред. Секој цвет има свое време. 201 цитат. Вистинските зборови се како вистинските луѓе. Кога ќе се здружат во една целина, можат се. Секој цвет има свое време, колекција, како што каже Искра, од 201 цитат, зборови што допираат, инспирираат и што оставаат трага. Најголем дел од нив се досега никогаш не биле објавени, а сега за прв пат се обединети во едно посебно издание блиско до срцето на авторката. Во оваа книга Ксенија Николова ги спојува сите нијанси на животот, радоста, тагата, љубовта, загубата, надежта и прифаќањето. Во зборови што ќе ве натераат да застанете, да размислите, да чувствувате и да се препознаете. Ова не е само колекција од цитати, туку и збирка од искуства, емоции и животни преплети, спакувани во зборови што ќе сакате да ги чувате и на кои ќе се навраќате. Нивната убавина е во тоа што, читајки ги, секој пат ќе откривате нови вистини за себе, но и за светот. Преубави зборови, еве јас додека ги читав се наежив, верувам дека секој цитат, 201 цитат има порака и е наменет, како што каже Искра, еве за 201 ден од годината. Секој цвет има свое време, мене ме асоцира на тоа дека секој живот, секој живот на човекот има свое време. Така? Така е. Отприлика, ако така добро го разбирам насловот. Честитки за ова твоја најнова книга, 8 поред, што туку беше промоцијата на сајмот на книга. Сајмот на книга денес завршува. Ќе ни кажеш какви беа твоите впечатоци од таму. Ние имаме и фотографии. Бидејќи ќе зборуваме за сајмот, веднаш би сакала од режија да ги замолам колегите да се види дел од атмосферата од овие фотографии. Да. На сајмот поминавме навистина преубаво. Тоа беше една сајмска промоција на новата книга, сајмско потпишување и средба, нели, со читателите. И секој пат е тоа едно посебно чувство. Баш зборував за тоа пред некој ден, дека без разлика што ми е 8 дело и што многу пати до сега, нели, сум го искусила сето тоа, секој пат го имам истиот ентузијазам, истата радост, истата возбуда. И тоа не ме напушта, што најверојатно е и еланот и мотивацијата за креирањето пак и пак. И она што многу ме радува е што читателите веќе се нурнуваат во книгата, веќе споделуваат со мене импресии, и веќе полека книгата станува нивна, и тоа секогаш го велам дека тоа е најважниот дел за мене од оваа работа, да кога ќе ми ја предадеме книгата, нашето дело, нашиот труд, тој да полека стане нивен и да допре до нив и да си го некако присвојат. Тогаш за мене навистина сме нели завршиле работата. 201 цитат извираат од тебе, предпоставувам од твоето животно искуство. На која публика, Ксенија, и се обраќаш? Дали само тоа е на женската читачка публика или во оваа книга може да се пронајдат и мажите?
Па секако дека не, иако е да, јас сум позната по тоа што мене нели ме следат и ајде моите читателки се нели пред се жени, сепак јас имам и машка публика и во секое дело, така и во ова им се обраќам на сите. Всушност ова дело е баш дело кое што може да допре до разни генерации, луѓе од разни професии, од разни, значи буквално разни животни искуства, тука можат луѓето да најдат по нешто за себе. И така го гледам како еден широк спектар на емоции, широк спектар на искуства и преплети животни, што може да им понуди разни нешта на широката публика. И можеби тоа е убавината на оваа колекција. Јас кажав дека ова е мое можеби најлично дело до сега. Наинтимно, така? Наинтимно, така е, затоа што претходно романите се сепак фикција, тука нели се развиваат некои ликови, зад кои секако сум јас, но сепак се тоа фиктивни ликови. А овде сум баш јас и мојот не само авторски глас, туку и мојот глас како човек, како жена, како нели една од нас се чувствува и моето и животно искуство, моите преплети, моите предизвици, моите емоции се исто така тука присутни баш доста. Да. Што сакаш, Ксенија, да и порачаш на твојата публика со овие цитати? Или можеби пораката се состои во 201 порака, бидејќи претпоставувам дека секој цитат има своја порака. Што најмногу им кажуваш, им порачуваш? Јас те следам и на Инстаграм. Да. И тамо исто така имаш навистина одлични објави, каде што... Затоа те прашав, можеби, дека повеќе како да ми се за жените, тие објави тамо што ги имаш, затоа те прашав дали има дали се обраќаш и на мажите, меѓутоа ќе ми простат гледачите дека ти се обраќам на тие, ама ние се познаваме и од поодамна. Така. И те чувствувам вака како многу блиска, бидејќи секојдневно навистина те следам на социјалните медиуми на Инстаграм. Сега што им порачуваш преку оваа книга? Што сакаш да им кажеш? Па, секој цвет има свое време, е колекција која што се случи некако случајно, спонтано, но истовремено и логично, затоа што јас на моите читатели, на моите следбеници, преку цитатите, преку тие кратки нели пораки, им се доближував низ годините. И јас така ги користев социјалните медиуми како алатка да продолжам да го правам тоа што го правам, но да го направам во еден формат кој што е нели достапен и соодветен за тој медиум. И некако со цитатите тие се поврзаа на многу поинаков начин и ме запознаа и мене одблиску, а јас ги запознав нив, некако се зближивме и изградивме таа наша заедница. Така што низ годините јас многу често добивав прашања од моите читатели кога ќе направиш една сите воедно. Иако се ова сосема нови цитати, никогаш не објавени, сепак форматот, нели кога тој формат ќе го искористиш да направиш една печатена верзија од колекција од тие цитати. И така некако низ годините се собираше сето тоа како мисла, како идеја, кога ќе дојде вистинското време. И еве лани го имавме промоцијата на романот Зад маските. Оваа година секако не беше планиран да се случи нов роман. Сметам дека е се уште рано за тоа. Зад маските и како живеел и понатаму. Меѓутоа мислам дека дојде вистинското време за вакво нешто, затоа што така некако јас се чувствував дека сум собрала доволно во себе што можам да го дадам, а истовремено пишувајќи ја се излезе од мене наеднаш. И многу бев среќна поради тоа. И мислам дека пораката е дека оваа колекција секој пат за секого ќе значи нешто друго, затоа што ние постојано се менуваме и тоа е добро, но во неа се допрени разни теми, допрена и тагата, и болката, и загубата, значи ова не е само една, како да кажам, едната страна на животот, туку опфатане целокупниот живот како таков, но убавината која јас ја порачувам дека постои е да се изживее животот во сите бои, во сите нијанси
за да се стаса до она најубавата нијанса која што е збир од сите нијанси заедно, односно чувството дека кога знаеш дека вистински си живеел. Да. Додека зборуваш, Ксенија, вака вртам по книгата и верувај дека се што читнав така на брзина и кратко, има многу нешто длабински во секој од овие цитати. Може ли да споделам еве нешто што најдов, а ми е мене убаво, туѓо се вика. Не чепкај туѓа среќа, туѓа шанса, туѓа приказна. Имаш свој, а ако немаш, создади ги. Така? Да. Навистина многу поучно. Да. Еве и уште едно. Посебни животи. Ништо не е подалечно од двајца луѓе кои спијат во ист кревет, а живеат посебни животи. Така. Многу мудрост, многу вистина во овие цитати. Млада девојка си, ама имаш навистина искуство. По сето она што го следам, животно искуство. Нели кажа дека наеднаш излезе сето ова од тебе, најверојатно собирано низ годините и сега како еден балон, нели, експлодира се наеднаш, секој збор излегува од тебе и е спакувано вака убаво, симпатично во оваа книгичка. Да кажеме кои ти се партнери, Сакам книги ти се партнери во ова издание, Да. така? И преубавиот дизајн, претпоставувам, ете може да се спомене. Да, навистина добивме преубави пофалби за дизајнот и мислам дека совршена корица се случи за оваа колекција. Навистина сум многу среќна и еве голем поздрав до Сакам книги. Книгата може да се најде во нивните книжарници и на нивната нели продажна мрежа. Исто така сакам да напоменам и дека оваа книга е издадена со поддршка на општина Центар и сме им многу благодарни за тоа. И така веќе сајмот на книга нели се привршува денес и од сега книгата си е веќе достапна низ книжарниците и многу се радувам и едве чекам да ги чујам импресиите од читателите. Да. Тоа сакав да биде моето следно прашање. Каква е комуникацијата со твојата публика? Претпоставувам дека ти се ветер во грб, нели, да продолжиш понатаму, имаш публика и на социјалните медиуми, имаш и читачка публика. Многу ме радува тоа што се враќа некако се враќа публиката на книгите. Еве и овој сајм на книги беше предобро посетен. Да. Имаше навистина гужва, јас бев неколку дена, навистина поготово во саботата, имаше навистина по 2,5 часа, по 3 часа луѓето чекаа трпеливо на ред за да си добијат подписи и од нивните автори. И колку те инспирира твојата публика? Апсолутно многу, нели, тоа е неспорно. Мислам дека публиката е таа која што на некој начин баш ни е ветер во грб, но не само тоа, туку и таа некако не оформува како уметници, како создавачи, затоа што јас од мојата публика навистина многу учам од нивните критики, од нивните Тоа сакам да те прашам, како реагираш на критиките, а ги има? Многу сум отворена за критики и мора да ги има и сакам да ги има. Многу сакам кога некој ќе ми прииде или ќе ми пише, ќе ми даде една конструктивна критика, издржана, нели, апсолутно ја примам со отворено срце и секогаш размислувам многу после тоа, затоа што никогаш не се поставувам како да знам се. Тоа е, мислам, дека крајот на еден уметник, кога ќе се постави дека знае се, тогаш престанува да расте. Општо за луѓето тоа важи. И едноставно сакам во секое дело следно да бидам подобра, да се трансформирам, да нешто ново и понудам на публиката и тоа не можеш да го правиш ако немаш слух за публиката, ако не си отворен за нивните критики, нивните сугестии, секако препознаваш што е конструктивно, што не, препознаваш што можеш да земеш, што не, но мораш да имаш, да бидеш отворен за таква комуникација и мојата комуникација со мојата публика е секојдневна и тука се пак благодарение на социјалните мрежи и сум многу среќна поради тоа, затоа што некако направивме една блиска релација која што е секојдневна, која што ја надминува таа релација само како автор, туку и како човек и тие некако повеќе ме запознаваат, се повеќе јаснив и тоа само може да ме инспирира. Да. Многу патуваш и сакаш да посетиш, претпоставувам, други дестинации, далечни дестинации. Што е она што тебе те инспирира? И што е она што тебе те смирува? Каде
си наоѓа Ксенија свое прибежиште? Еве вака од секојдневието, од секојдневните обврски, па и од стресот кој што го живееме секојдневно. Да. Каде имаш своje засолниште? Дали овде во Македонија или бегаш тоа да е надвор од Македонија? Па, не, мислам дека моето засолниште... Каде најчесто пишуваш? Каде најчесто? Најчесто пишувам дома. Мене ми е засолништето пред се дома. И мислам дека тоа така и треба да биде. Сум многу среќна што тоа успеав да си го пронајдам, затоа што ако во себе нели не пронајдеш засолниште, каде и да одиш од себе не можеш да побегнеш, но секако патувањата даваат една сосема нова димензија на животот и патуваме не само за да откриваме, туку и да станеме помудри, поумни, да запознаваме нови луѓе. После секое патување се враќам побогата, поинспирирана, помудра, повешта и многу сакам секоја можна прилика да искористам, ете да посетам некоја нова земја, некој нов град, нова култура. Да. Имаш ли многу следбеници на социјалните мрежи, односно на Инстаграм конкретно? Не знам за другите, бидејќи не знам да ги работам овие што се за вас помладите, нели TikTok или не знам како што. Како најмногу комуницираш со твојата публика? Дали преку социјалните мрежи или сакаш еве вака да се запознаеш со нив лично, да се видите на кафенце, да се споделите вака лице во лице искуства? Бидејќи ова сега вие помлада генерација, некако комуникацијата вие повеќе на социјалните мрежи. Повеќе на социјалните мрежи, меѓутоа јас сум запознала многу луѓе на социјалните мрежи кои што ми станале па пријатели, така што јас сум отворена за тоа и сум зошто да не, и пријатели, соработници, па и нормално ќе се видите во живо, ќе спиете кафе, ќе продискутирате на одредени теми, така што јас сум секогаш за тоа, но и социјалните мрежи се одлична алатка да држиме контакт со публиката. Да. Имаш ли некој цитат од овде, те праша Искра, ама нешто што можеби би сакала да прочитаме? Јас сега како што отворив, неизживеан човек и вредности ми излегоа. Не постои поопасно суштество од неизживеан човек. Така е. Многу точно. Многу точно. И вредности, размисли што е најдобро, нешто што ти се случило предходната година и ќе видиш кои се твоите животни вредности. На вистина во секој од овие цитати многу мудрост лежи. Немав прилика да ја видам предходно книгата, меѓутоа еве сега додека зборуваш, она што го додека ја разгледувам, бидејќи се лесна е за читање, мислам дека може да се прочита брзо, можеби и во еден здив што се вели. Меѓутоа ова е книга можеби и не е што ќе се прочита па да се остави на полица. Ова е книга што претпоставувам треба да се чита секојдневно, бидејќи многу мудрост, многу вистина и има во секој од овие цитати малку и да се замисли дори човек, нели? Да. Јас така ја замислував и на моите читатели им порачував да ви биде пријателни секојдневието. Носете си ја во чанта, кога имате 5 минути, 10 минути слободно време додека чекате нешто или додека сте на пауза, извадете ја, прочитете неколку страни и вратите ја назад и потоа пак така секој ден кога можете или во еден злив па враќајте се одново, ама дефинитивно е книга која што е другар низ секојдневието. Така ја замислував јас. Тука веќе ни е и крајот на нашата емисија. Ми беше многу кејф и чест и задоволство што си ова утро заедно со нас. Ни ја разубави утринската програма. Секој цвет има свое време, може да се најде низ книжарниците на Сакам книги, веќе од денеска, нели, бидејќи саемот завршува или веќе ја има? Веќе има, да, ја има и на онлайн книжарница за оние кои не се од Скопје и не може да ја најдат во книжарниците во нивните градови, може да си ја порачаат онлайн, да им стаса добро. Ова е книга што секој треба да си ја носи во чантичка, како што кажа и Ксенија, да си се навраќаме на овие цитати секојдневно. Благодарам што ова утро беше наша гостинка и знам дека ќе има можност и прилика да ни бидеш повторно овде гостинка, ама сега не откриваме ништо, нека остане тоа времето да си каже. Ова е сега за сега, доволна, нели? Доволна новина, непланирана, излезена така на брзина. Така е. Благодарам.